Прво е сликата, а потоа е зборот. Тоа е телевизијата. Незината магија низ сликата ве обзема, а сликата ја креира окото на снимателот. Неговата умешност да има око за моментот, значи дали ќе остави зад себе историја или ќе биде сосема обичен, регистриран со камера дневен настан. На овие фотографии регистрирани се личности, поранешни колеги кои ја зиделе македонската радиотелевизија низ децениите. Регистрирани се моменти на професионален ангажман, но и моменти на дружба. Заробениот момент низ фотографскиот апарат сведочи за луѓето зад камерата. Она што го создавале во моментот на фотографирањето се чува во документацијата на македонската радиотелевизија и сведочи за историски моменти, но и обично секојдневие. Нема поделба на важноста помеѓу сликата и зборот во телевизиското новинарство. Живеат во кохезија, подеднакво се важни. Ако зборуваме за емоциите од оваа изложба, прво ме побуди тоа што се подсетив, а и стално се подсеќам на моите колеги кои веќе многу од нив не се меѓу нас. Тоа беше еден прекрасен живот заеднички, кај што заеднички творевме, работевме и имавме една узречица, бевме малце како јапанци. Ние ќе дојдевме се бајлето пред снимање пола саат, ќе си ги кажеме сите проблемите, маките, и по едно кафе ќе спиеме и после секој одеше на својата работна задача. Какви беа стандардите тогаш, а какви се? Стандардите се многу различити од тоа. Тоа беа многу построги стандардите и многу, да не речам по-професионално, со многу знаење се работеше. Значи, многу требаше да се познава снимателската работа, да се влезе во секој проект на производство. За разлика, сега не сакам да правам компарација со денешните стандарди, кои денеска се сретна со еден мој колега италијанец, снимател, вика денеска ние станавме само техника, а не вика и креативци. Во македонската телевизија како период може да го издвојам и како љубов во таа телевизија, документарното производство, играната продукција, сериската продукција и културната, научната, образовната, тие веќе не постојат, али тоа беа редакции кај што стварно треба и креација, знаење, умештво и ние меѓу себе на некој начин се такмичевме кој ќе влезе во такви проекти. На изложбата, организирана од Сдруженијето на новинари на Македонија, јавноста за прв пат има можност да види фотографии од многу работни моменти на снимателите во македонската телевизија. Јавноста прв пат ги гледа. Нам ни се многу познати, дел од фотографиите или луѓето. На некои од овие настани овековечени во фотографии и сме присуствувале. Со многу од овие луѓе, речиси со сите, сме работеле раме до раме. Сме учеле од сите овие што низ црно-бела техника се фотографирани. Од нив научивме да ја сакаме телевизијата, да го гледаме светот со поинакви очи, да го гледаме низ фокусот на објективот. Секцијата на сниматели при ЗНМ низ овие фотографии не подсети на многу големи имиња кои ја создаваа сликата на македонската радиотелевизија. Оваа идеја што ја направивме ние со секцијата на сниматели при ЗНМ беше да се опфати една епоха, затоа што ја често пати споменувам, ние снимателите, ние сме архивата на оваа држава. Како овие луѓе што ги видовте на фотографиите, они оставиле архива, значи дел од нивните видеозаписи ден денес се користат. Од осамостојувањето на државата и пред тоа, за Македонија дале голем придонес преку окото на камерата. И дале голем допринос. И ние тука не сакаме да застанеме, затоа што сега ја имаме ние таа чест како сниматели професионалци да правиме архива. Значи, кога зборам архива, во сите погледи, сите наши видеозаписи еден ден ќе останат. Па може би после 10, 20, 30 години новите генерации на сниматели ќе направат и за нас
ова што го направивме ние денеска со изложбава, за да се подсетиме на нашите колеги сниматели кои што не се повеќе меѓу нас, меѓутоа кои што дале голем допринос за општеството. Решивме преку оваа изложба да оставиме еден печат, еден документ за снимателската работа низ годините наназад, значи 30 на години наназад, за оние луѓе кои оставиле сериозен печат во новинарството и во снимателската дејност во Македонија. Станува збор за луѓе кои што преку своите дела, пред се преку камерата кои што ја представувале, успеале да наметнат стандарди во работењето, какви што денеска тешко можат да се достигнат или пак се работат на многу поинаков начин. И во говорот претходно ги спомнав, тоа се дел од колегите од богатата резница и на јавниот сервис, тогашен, меѓутоа и многу други луѓе кои што на секој можен начин успеале да направат нешто што треба и мора да остане запаметено. Ние, ЗНМ, секцијата на сниматели од ЗНМ, решивме преку еден ваков настан, меѓутоа овој нема да заврши сега, ова ќе биде изложба што трае и што ќе биде овековечена и во зидовите и канцелариите на Сдруженијето на новинари на Македонија, да никогаш не заборавиме кон какви цели стремиме и кон какви цели порано сме стремели. Многумина од луѓето на овие фотографии не се помеѓу нас. Слава им. На сите други, добро здравје, долги пензионерски денови. И уште многу идни вакви сведоштва на оние што се окото на македонската телевизија.